Здраво на сите, следите нова емисија на час, уште една од серијата дискусии на Радио МОВ, во кои разговараме на различни теми, предизвици, проблеми, новитети и се она што ги засега и тангира и поврзано со младите и образованието, нели? Со цел да отвориме едни различни перспективи, различни прашања, различни сегменти на она се, како што реков, е во интерес на младите. Денеска отвораме темата за медиумската писменост во формалното образование, со што се приклучуваме на деновите на медиумската писменост како еден наш удел во целата оваа приказна за медиумско описменување и поттик за критичко размислување на младите. Гости во студиото се Михајло Лахтов, кој е специјалист за комуникации и медиуми, представник на Македонскиот институт за медиуми и тука во улога на еден прекол директор, ако не сгрешам, на проектот за медиумска писменост младите размислуваат, за кои ќе збориме подоцна. Имаме тука и Тамара Ќупава, знам јас и како долгогодишна истражувачка во областта на образованието и комуникациите, исто така и долгогодишна професорка во средно образование и од неодамна и научен соработник во Институтот за македонска литература, и со нас како трет представник го имаме и Лука Павиќевиќ, кој е средношколец и претседател на Сојузот на средношколци. Да напоменам дека побаравме представник од Министерството за образование и наука, но ни беше наречено дека Министерството деновиве е зафатено со повеќе настани конференции, нивен представник нема да присуствува. Да не вдолжам многу, би почнал со господинот Михајло Лахтов. Лахтов, кога зборуваме за медиумската писменост во формалното образование, нели, не може да избегаме од она што е најтазе, нели, што е најсвежо, а тоа е проектот Младите размислуваат, што ИРЕКС го спроведува заедно со МИМ, заедно со партнерите од Институтот за комуникацијски студии и Младинскиот образовен форум. Од тука најпрво да прашам да ми кажете основни податоци за самиот проект и дали конечно со ова ќе може да кажеме дека има некакво поместување во медиумската писменост во формалното образование, нели? Која, нели, откако имаше обиди пред 10-12-13 години да влезе во формалното образование, потоа некако како да заглави само во невладиниот сектор и со тоа можеби каска и самата формална медиумска едукација на младите. Здраво на сите, благодарам за поканата. Проектот се вика проект на УСАИД за медиумска писменост, младите размислуваат, ќе трае 5 години, го спроведува американската организација ИРЕКС, чиј представник сум јас, директор на Македонската канцеларија и на проектот. И ќе го спроведуваме, како што кажа ти, со локални партнери и во партнерство со Министерството за образование, наука и Бирото за развој на образование. Токму во понеделникот имавме официјално отворање или официјална презентација на проектот. На тој начин започна и неделата или деновите на медиумска писменост. Сметам дека е мощно важен проект. Ја и на презентација да го нареков револуционерен проект, токму од таа причина, затоа што после 20 години работа на полето на медиумска писменост, преку најразлични обуки, тренинзи, работилници, дебати, создавање на прирачници во кои сум бил и јас вклучен, и организациите со кои што го работиме на проектот, сепак сметам дека ова е еден огромен чекор напред, затоа што за прв пат, благодарение нормално на УСАИД, кој што ја започна иницијативата, и на Министерството за образование, на Бирото за развој на образование, влегуваме во курикулумите или во наставните програми на основното и средното образование. Не дека досега немало обиди за такво нешто и не дека досега во програмите не постојат различни медиумски содржини. Сега зборуваме за структурирано, обмислена интервенција, која што ќе се базира на веќе подготвена методологија од страна на ИРЕКС. Методологијата која што ја спомнувам се вика Learn to Discern, или ние преведовме се учиме да разсветаваме. Таа методологија од 2015 година
15-та година. Мало се само извини, Михало, може ли погласно да збориш, не те слушаме Да. овој дел, некако се изгубе. Извини со интернетот, предпоставам. Тоа се предизвиците на новото време. Да, нормално се. Ова методологија ја разви IREX и од 2015 година ја спроведува во околу 20 на земји, можно успешно. Тоа се прирачници, цела програма наменета за наставници, за професори, наменета за обучувачи во неформалниот сектор, игри, онлайн обуки и така насаму. Прва од тие онлайн обуки која што е веќе готова, се вика Very Verified или добро проверено, ја направи IREX со помош на Американската амбасада во Скопје и ја адаптираше за целиот регион на неколку јазици. Таа ние ќе ја презентираме како нашиот проект се надоврзува на сета таа активност и ќе ја презентираме таа онлайн обука многу брзо на македонски јазик. Само извини ќе те прекинам тука, ми спомна за обуките, ќе збориме после за обуките за наставници. Да ми кажеш она што не нејасно на јавноста малце попластично да објасниме околу наставните програми, што значи внесување на медиумската писменост во наставните програми, како би се одвивала во тој дел во поглед на курикулумите? Конкретно, Министерството, ако знаете, може би дел од јавноста и не е запознаена, Министерството веќе работи на реформа на наставната програма за различни оделенија и тоа го прави во етапи, да кажам, во моментов работи на реформа на наставната програма за второ оделение и за пето оделение. Тоа што ќе биде наша задача на експертите кои што ќе работат како дел од проектот е да помогнеме на Бирото за развојно образование да внесе наставни содржини, вежби или да понудиме различни идеи, концепти кои што ќе се поврзани со медиумската писменост, ќе бидат во склад со приоритети, наставните приоритети, концептот на Министерството за образование, меѓутоа и ќе бидат во склад со нашата програма или нашата методологија, таа која што ја претходно спомнав, учиме да распознаваме. Во моментов работевме на второ оделение, сега ќе да почнеме на пето оделение. Ние нудиме различни идеи за содржини. Тие потоа ќе се обработуваат, ќе станат часови, така натаму. И сега што точно би имало во тие содржини? Која материја би се опипувала или би се извини вака што ќе винам само да Не. Одлично е затоа што зборуваме за конкретни работи и јас сакам кога зборуваме конкретно. Ама за да можам да објаснам што точно ќе има внатре, морам да објаснам што точно е медиумската писменост. Секоја прилика јас ја користам да дадам до знаење на луѓето, на јавноста, на младите, дека медиумската писменост не е тоа што во последните неколку години се пласира. Или не е само борба против дезинформациите и пропагандата. Во еден дел е. Нормално, ние треба да образуваме млади луѓе кои што ќе бидат способни да одговорат на дезинформациите со кои што секојдневно се среќава. Меѓутоа, тоа е само еден дел. Медиумска писменост значи еден вид на писменост. Како што писменоста е познавање на или писменоста значи да знаеме да читаме или пишуваме. Писмен човек е оној кој знае да чита и пишува. Медиумската писменост многу просто ќе ја дефинирам како да знаеме да го читаме тоа што го гледаме во медиумите, тоа што го читаме, тоа што го слушаме, меѓутоа и да знаеме да го артикулираме. Тоа е денешната функционална писменост значи токму тоа, да знаеме да го искористиме тоа што го добиваме од медиумите како информација. Значи, така гледано, медиумската писменост значи и анализа на содржините со кои што секојдневно
се соочуваме. Тоа за еден првооделенец или второоделенец нема да значи како да препознаат лажна вест во медиумите, туку тоа ќе значи да тие препознаат или сватат што е тоа што го гледаат, да сватат дека медиумите се конструкт. Нормално, на нивно ниво, ја сега го кажувам, медиумите се конструкција. Тоа што го гледаме во медиумите не е реалноста. И тоа мора да им го објаснуваме од најмала возраст на клинците, дека од прво оделение, од второ оделение, треба да знаат дека акцијските филмови кои што ги гледаат, тепачките кои што ги гледаат, пукањата на филмовите кои што ги гледаат, во реалноста би изгледале многу страшно. Тој удар во реалноста може да значи сериозни последици за нашето другарче, кој што може ќе заврши во болница или ќе биде повреден. Ме разбирате, они треба да направат разлика меѓу тоа што го гледаат во медиумите и што е реалноста. Кога зборуваме за наследство во училница или во средината во која што тие треба да научат зошто некои содржини се прават, дека не се направени само за наша забава, дека тие некогаш треба да ни продадат нешто, треба да сме свесни за скриените намери или за отворените намери на оние кои што ги создават или пренесуваат содржините. Да, зборувате практично за различни видови медиуми кои што испраќаат различни видови пораки кои што треба да на критички начин и аналитичен начин да се препознаат од младите. И верувам тоа ќе се случува во најмала возраст па до факултет, како што рековте, во различни стадиуми. Сето тоа влегува во делот на медиумска писменост. Затоа што медиумската писменост значи и пристап до медиумите и до медиумските содржини, значи анализа и значи евалуација или проценка, за да процениме што е добра, корисна медиумска содржина, а што е шарлатански текст и што е непрофесионално. И тоа веќе ќе го работиме во погорните. Меѓутоа, медиумска содржина значи и вештина како ние самите да создаваме добри и професионални содржини, меѓутоа и етички содржини. И што е тоа што ние го споделуваме и каква одговорност имаме кога споделуваме. Да. Што правиме со медиумските содржини кои што ги конзумираме, на кој начин ги користиме тие. Сето тоа е дел од концептот на медиумска писменост. И тоа е тоа кое што ќе го правиме и ќе го внесуваме на различни нивоа, во различни предмети. Да, ќе се вратиме пак на тоа да подосна. Фала ти, Михајло. Малце сега да се додам првен сакав на Павиќевиќ како средношколец кој седна, нели добивме она што ќе се прави од тука натаму. Но малце добиеме што се случува сега и каков е погледот на самите средношколци кон медиумската писменост ме интересира. Како средношколец Павиќевиќ кој секојдневно би рекол го живее нели ученичкиот живот, можеш ли ми кажеш што точно моментално сега се случува во школите? Што и колку добиваат учениците, средношколците, твоите врсници и така натаму во поглед на медиумската писменост? И што треба од една страна, нели, што рече Михајло, да бидат поотпорни на дезинформации, но од друга страна и критички да ги обсервираат сите тие пораки од медиумите? Да, ти благодарам, Бојан. Јас првен сакам да зборувам за како ситуацијата со средношколството се рефлектира на самата македонска јавност, бидејќи сите ги знаеме тие анкети, каде што огромен процент на нашите граѓани не умеат да разликуваат вистински од лажни вести. Македонија чинаме според тие анкети една од врвните земји во светот по продорот на лажните вести што се земаат здраво за готово и се фаќаат како точни. Тука во образовниот систем мислам дека лежи еден многу голем проблем што дури во средно образование, не само во основно, не се инсистира на повисоките форми од знаење, туку повеќе одиме на чиста репликација на знаењето и чисто собирање на информации. Од еден аспект во основно образование тоа е очекувано бидејќи се работи со ученици од помала возраст, меѓутоа веќе во средно треба да се навлага и во тоа што значи анализа, што значи евалуација, што значи градење на став за една информација, за да може да се усовршат техниките на знаење. И, например, тоа често ме нервира кога ќе слушам дури и студенти на универзитет што ќе кажат
како се спремаат за испит, еве го учиме материјалот. Не е поента на некој што утре треба да стане академски граѓанин да ја прочита скриптата од професорот, да ја набуба на памет за утре да ја заборави. Еден од моите омилени предмети историја, исто се соочуваме со тој проблем општо во образовниот систем, бидејќи главно историјата се гледа хронолошки и дури кога ќе слушнете луѓе во дискусии на улица како разговараат зошто треба да се учи историја, бидејќи нели треба да ги знаат фактите, треба да знаат што се случувало порано, треба да се знае еден наратив. А тоа што е повисоко како форма на знаење, тој наратив се составува многу често. И затоа како едно предгласие на медиумската писменост, што е многу важна димензија во образовниот систем, според мене како ја изучуваме историјата. Зошто ова го кажувам, бидејќи токму кога на ученикот ќе му се даде некаков историски документ од пред 100 и пред 200 години, ќе биде прашан да го прочита документот, да изради став за тоа, или да изанализира повеќе извори што може би имаат некакви конфликтности меѓу себе и да испродуцира свое мислење на таа тема, веќе навлагаме во тие техники на анализа и на евалуација. И затоа всушност мислам дека преку историјата, бидејќи како наука не бара многу ресурси, за разлика од природните што би барале лаборатории, технички материјали и слично, туку бара само литература во повеќето од случаевите, преку подобро изучување на историјата, кај младите ќе се изградат вештините на критичко мислење, евалуација на избори и анализа за сето тоа што станува збор. И колку и да звучи чудно, бидејќи инфодемиите и лажните вести ги нарекуваме феномен на денешницата, сметам дека токму преку подобро изучување на минатото можеме да ги избилдаме овие вештини. И дополнително тука можам да кажам дека и за медиумската писменост да биде поважна е комплетното отсуство на академското пишување. Професорката за ова добро знае, со оглед на тоа дека и она е истражувач, комплетното отсуство на академско пишување во не само во средните училишта, туку и во факултетите во Македонија. Особено има различни стилови, како тој што е на Асоциацијата за модерни јазици MLA, Чикаго стил на цитирање, и да не ги набројуваме, не се ни толку важни искрено. Меѓутоа, например, во повеќето амерички средни училишта, уште од прва година по часовите по историја, по англиски јазик и литература, учениците кога пишуваат есеи, учат како и да цитираат. И со самото тоа цитирање, што се превенира академската нечесност, се атрибуираат изворите и се прави своја видна анализа. Бидејќи ученикот кој ќе треба да напише есеј на некоја тема, треба да ги прочита различните книги, различните извори, различните веб страници и да одреди што е вредно да се прочита, што не е вредно да се прочита, што има име и презиме за него, што нема. Така што медиумската писменост, како да кажеме субспециализација на проблемите со кои што се соочуваме во модерното општество, за да ја развиеме таа вештина, претходно мора да се работи на подобро изучување на историјата со цел развиток на анализа, евалуација и критика, а секако и да се работи на концепт што значи академска писменост и што значи академска честност. Значи, практично сакаш да кажеш младите први треба да почнат да размислуваат, па после медиумски со тоа истовремено да се уписменуваат практично, нели? Па всушност името на самиот проект е и учиме да разпознаваме, учиме да размислуваме, и на некого можеби ќе му звучи чудно и тешко, бидејќи навистина некој повеќето луѓе може да се релаксираат кога отвараат да читаат вести или по социјални медиуми да вртат содржини, а кога некој ќе се запраша дека треба да ги прочитаат и да ги анализираат, тоа ќе биде оптеварувачки за личноста, но ќе треба личноста да се ги редуцира и колку медиумски содржини прима на дневно ниво, бидејќи реално не секоја информација е можеби важна. И само сакам да додадам лична анегдота, често пати ми се случувало, особено кога работите што ги правиме во сојузот ќе влезат во медиумите и кога се зборува што се случувало на состанокот. А тоа е само некакво соопштение, каде што е некакво резиме, некаква сумација, бидејќи не се што се кажува излегува во јавноста. И буквално луѓето разговараат со мене, ќе ми раскажуваат што слушнале на телевизија, ќе кажам добро, не беше баш така, јас бев таму на масата и знам како беше, и ќе ми ја кажам вистината. И оние само ќе одговарат не, така слушнав на телевизија. Да. Тоа треба да го смениме. Фала ти многу за описот на сето ова и за кажаните зборови. Тамара, би се вратил малце кај тебе. Интересно е што она што го говорите повеќе во своји надписи, јавни излагања, често зборувате дека таа нова Z генерација
е да се одиме дигитално, дека живее, мисли и комуницира дигитално, а најтешка задача во ново наше модерно нели воспитување, да речеме, е да му помогне на детето да се препознае како некаква вредност во својата дигитална генерација. Утука, дали ваквите проекти, освен ваквите проекти, што формалното образование може би треба и паралелно да прави, нели, да ги следи трендовите и потребите на младите, за да нели станат активни дигитални жители, што викаме. Дали може би треба паралелно, ево и вашето искуство како професор да треба осовременување на школите, некои создавање на дигитални алатки, повеќе средства влез во самите школи со цел да може да бидеме во тек на овие процеси на младите. Па, вака да почнам со ред, го слушав Михајло, сега Лука. Точно, она од каде што треба да се почне првенствено едукација на наставниот кадар. И до сега, еве во моето 25 годишно искуство, последниве 10 години, ние всушност ги вклучивме медиумите на часовите, тие сами по себе се наметна, меѓутоа се остави на некаков ентузијазам на професорот, нели, да чепка, да се информира и самиот да влегува во тие предизвици, да се проверува до каде може да оди, некогаш и со поддршка на самите ученици, за да може всушност да биде, како да речем, конкурентен на тој нивни, условно кажано, предизвик кој што се соочуваат постојано. Зошто е важна медиумската писменост во средните училишта? Она што го зборуваше Михајло за основните училишта, во средните училишта добива уште поголема димензија, затоа што тоа се поклопува со еден период на еден интензивен психосоцијален развој, огромни промени што кај учениците. И затоа медиумската писменост во оваа фаза најмногу ќе им помогне да го разберат, да ја разберат таа тенка граница или голема граница помеѓу дигиталното јас нивно и она што е нивното реално јас. Тие дискусии во рамки на таа медиумска писменост на тоа ниво им се најмногу потребни на учениците, затоа што тие и не се свесни во голем дел за психолошката бариера која што всушност им се наметнува како партиципенти во тоа, да кажам, во таа дигитална зона, а од друга страна многу малку зборуваат за тоа. Точно заради тоа што се многу присутни медиумите и во наставата, тие сами по себе се наметнуваат. Така всушност влезе јавна соба во една обична комуникација со учениците, за да излезе од тоа дека всушност еден сериозен вирус од кој што сме инфицирани на ниво на општество. И првенствено, она што всушност и овој проект го прави во таа прва фаза, од она што и го слушнав на самата презентација, дека ќе бидат вклучени наставниците. Ако наставникот не е свесен и не е медиумски описменет, навистина нема да може воопшто да го пренесе она што сака да го пренесе на своите учениците. Ти благодарам. Тамара, ќе се вратиме пак сега, почна она за наставниците, го начна пак да се вратам тукму на Михајло, она што спомна на почетокот за обуките на наставниците. Ме интересира, Михајло, како ќе се одвиваат тие обуки за наставниците? Дали можеби тоа ќе биде оној принцип кој што више се усовршува ни светот teaching of teachers, за да остави нешто и после и понатаму, како ќе се анимираат буквално и наставниците да ги активно да ги следат обуките, зашто знаеме некогаш дека тие обуки траат неколку дена и после тоа се заборава, односно се прават ради реда и тоа знаење некаде исчезнува во целиот тој пат, нели? Тоа е фаза која што доаѓа паралелно. Ја спомнав таа методологија која што сега ја адаптираме според потребите наши, македонското општество, нашата потребите. И следниот чекор е ќе обучиме една огромна група, значи 60 до 80 наставници кои ќе бидат мастер обучувачи или тренери кои што подоцна ќе почнат да ги обучуваат другите наставници. Тие обуки ќе бидат во неколку фази. Се уште не се договорени колку, меѓутоа отприлика би биле три фази од 2 до 3 дена. Подоцна ќе продолжуваат, секоја година ќе работиме со
наставници од различни одделенија. Меѓутоа, тука мора да се надоврзам на Лука и на Тамара. Тоа е процес кој што овој проект го нуди. Меѓутоа, проектите како идеја не се институционални, не може да бидат замена за институциите. Проектите доаѓаат и пополнуваат различни дупки. Тоа значи дека тие нудат една методологија, нудат една подршка, нудат начин на кој што тоа ќе се направи, меѓутоа мора да има свесност и кај наставниците, кај кадарот, кај менаџментот во училиштата и така натаму, дека тоа е процес кој што мора да се негува и да се продолжи. Тоа што го зборуваше Лука предходно. Јас го кажав на едно интервју пред месец или повеќе, не можеме да очекуваме медиумски писмени луѓе ако тие самите се неписмени. Или медиумската писменост не функционира кај неписмени луѓе. Значи, ако вие го поминувате денот обкружени со шум содржини, ако вие изборот на вашите извори на информации, на вести, ви се шунд онлайн портали, нема што да зборуваме за следното ниво на медиумска писменост. Ако вие не сте го, тоа што Лука гениално го споредуваше со историја и така натаму, не можете вие да го заобиколите официјалниот дел на образованието, да го претрчате, да го прескокнете, ама сега ајде ќе работиме да бидеме медиумски писмени. Тоа е невозможно. Медиумски писмени луѓе се писмени луѓе. Тоа е следна фаза на писменоста. И исто, Лука и јас многу ја сакам историјата и секогаш ја користам еден пример. Бојан ќе ти одземам една минута плюс за една дигресија. Историска лекција е таа за Рамзес II, еден од најголемите египетски фараони. Тој често војувал со убијците и хетејците и во една битка кај Кадеш со хетејците. Хетејците имаат поголема војска и успеваат да совладаат војската на Рамзес II, односно и нанесуваат огромна штета. Меѓутоа, Рамзес II се враќа дома и наредува сите храмови да бидат нацртани со слики и да се направат скулптури кои што ќе овековечат огромната победа над хетејците. И тоа е во историјата еден момент на првите дезинформации, медиумски дезинформации, затоа што тој користи медиумски содржини, тој користи цртежи, подвидови, скулптури, кои што се на некој начин медиуми кои пренесуваат некакви медиумски пораки. И сега, војниците кои што биле, таму рекле што се случува. Ова е лудо, затоа што ние изгубивме речиси целата војска, за каква победа зборуваме. Тој сакал да го покрене моралот, сакал да се представи како победник во. Сега, зошто ја кажувам оваа приказна? Затоа што во историјата некогаш, некаде се случило се она што ни се случува денеска. Ништо не ни се случува за прв пат. Работите се случувале не идентично, но се случувале на начин на кој што ако сме паметни, можеме да извлечеме заклучок и да сватиме на кој начин во сегашноста да реагираме. И историјата е најдобра учителка на животот, нели, историја на магистравита. И поради тоа и во контекст на дезинформациите, само да кажам дека тие се случувале низ историјата постојано. Земете го на војната на световите, радиодрамата во 39-та на Верот, на Орсон Велс. Така. Каква луда приказна е тоа. Пола Америка поверувала во дека не напаѓаат марсовци. Така што тоа секогаш се случувало. Разликата е што денеска имаме нови типови на медиуми кои што го возможуваат и
бомбардирање од илјадници информации со кои што треба да се справуваме и потребата да научиме како подобро да се справуваме со нив е поголема. Толку за Лука, Лука е дел од нашиот проект и дел од тој тим, советодавно тело од млади луѓе кои што постојано ќе дава совети на проект. Да, Ура тимот, за Ура тимот сакав и следното да прашам, како еве средношколците како Лука, како би се вклучиле и би можеле да делуваат во целиот Ура тим? Може со тоа се да почнеш и таа, може и Ура да Лука да каже потоа кои идеи би ги внесол ти што како советодавен еден орган во целата оваа процес, во целиот овој процес, за да може нели да се стават повеќето страни вклучени во процесот, веројатно за да може да функционираат после заедно во целите проект, младите размислуваат. Еве, јас на кратко само една минута, за да не ве постар човек сум и повише сакам да зборувам, па ќе ја уништам дебатата. Лука е веќе дел од тимот. Ние формиравме едно советодавно тело кој што се вика Ура тим или кратенка одлучиме да распознаваме. Таму се 12 луѓе, објавивме повик, јавен повик за млади луѓе и избравме млади луѓе од различни градови, различни заедници етнички, различни возрасти, средношколци, студенти, постари и така натаму. И нивната улога ќе биде да постојано од нивниот агол на гледање го збогатувам проектот, како што кажа Лука, ќе каже кои се неговите идеи. Меѓутоа, на самата презентација вчера на проектот, ние ја фокусираме, целиот втор дел беше дебата меѓу млади луѓе, различни млади луѓе, не знам дали го видев тоа. Имавме дебата која што сите беа таму средношколци, студенти или млади луѓе кои што од своја перспектива зборува за медиумската писменост и во образованието, во неформалното образование. Инаку без тоа нигде не одиме. Јас со моите 45 години не можам да ви кажам, младите Facebook читаат. Не читаат Facebook. Ова нашиот Ура тим, дали еден или двајца имаат Facebook профили. Разбираш? Значи не можам јас колку и да сакам, веќе сум надвор од тие теми. Извини, Лука, Лука, повели. Опа, извини, ти Тамара, слободно ако сакаш, клучите само координирате. Лука, па потоа ќе се вклучам. Ајде, Ваше. Добре, фала ви. Сосема на кратко, нели англичаните имаат поговорка дека најсладкото го чуваме за на крај, и тоа сакав и јас да кажам дека веќе сум дел од Ура тимот, советодавното тело на новој проект, ако можеме така да го наречеме, од аспект на давање совети и мислам дека е многу важно. Мислам дека ќе биде многу важно моето учество, бидејќи темата ми е лично многу драга, меѓутоа секако би сакал што повеќе средношколци да бидат вклучени во овој проект, бидејќи понекогаш дури и јас се наоѓам себе си во ситуации кога едноставно човек веќе не може да се држи со сите промени, не може да се држи со тој така наречен прогрес. Буквално јас сум еден од ретките што се уште останува повеќе на Facebook, повеќе поради професионални ангажмани, толку поради лични работи, меѓутоа многу ретко човек ќе најде средношколци на Facebook, бидејќи некако сите дезертираат таа платформа и се префрлија на Instagram и на TikTok, што е многу интересно, иако можеби постарите личности, повозрастните имаат некаква перцепција дека се помалку сериозни платформи, се повеќе и повеќе на таквите платформи наоѓаме или слайдови со многу малку текст, што објаснуваат некакво гледишто, особено за некои американски општествени феномени, или пак на TikTok тие кратки едноминутни видеа каде што се објаснуваат таквите работи. Што значи дека некако обсегот на внимание се намалува и се наоѓаат други начини како информациите да дојдат до младите во нашава ситуација. И затоа сметам дека освен средношколците би било многу важно да ги вклучиме и професорите во самиот систем, бидејќи само преку заедничка соработка можеме да развиеме училница каде што ќе се зборува отворено за медиумската писменост, каде што тие вештини ќе се учат. Не го кажувам ова туку така, бидејќи секако самиот процес ќе биде комплициран, бидејќи всушност луѓе што се навикнали да работат по одреден модел, мнозинството, нели повеќе години, сега ќе треба да се обучуваат и да се навикнуваат на нешто ново. И не може да одиме со антагонизам во тој процес или со поделба, туку мора да одиме со добра волја и да се работи на тој начин. Исто така еден многу интересен пример околу тоа е филмот на Славој Жижек, Хјустон имаме проблем.
што е комплетна пародија, комплетна една измишлјотина, како Југославија всушност развила своја вселенска програма, што му е дадена на Вернер фон Браун, па он ја носи во Америка и така се развива НАСА. Целосно измислена, и веројатно поради југоносталгијата тука бидејќи нели Жижек е словенец и сето тоа, луѓето буквално рипнаа во национална гордост што правила Југославија порано каде сме ние сега, што само уште еднаш покажува дека како општество мора да биде се укочи нешто мора да ги Галена. тераме луѓето да работат на тој начин. Фала ти многу. Тамара, дали се слушаме? Се прекина нешто за момент. Дали не слушаш ти? Ако не се слушаме, ќе продолжиме со другите, па пак ќе се вратиме на тебе. Дали само не слушаш? А сега се пушти. Пуга ли Тамара, ако си така? Ако уште стоеше на она што претходно сака да кажеш. Да, всушност, оно што Михајло го зборуваше за историјата потикнат од Лука, целта всушност на вакви проекти е да се соочат наставниците со реалноста дека всушност не учиме ништо ново, туку дел сме од една историја која кружи. Вчера читав еден текст околу тоа како комуницираат овие нови генерации во своите мрежи и всушност има еден научник кој што направил детална анализа на сите символи од пиктографските писма, кои што им нашол соодветни партнери во соодветни емотикони во групите кои што ги користат и дека емоджи не е ништо друго туку компјутерска репродукција на некогашните знаци кои што били употребувани во тие најстари писма. Фасцинантно е колку всушност историјата како база се користи за да влези и да се адаптира во ова ново време. И она што исто така го зборуваме дека најголем ресурс ни се младите. Ако не ги вклучиме средношколците, ние нема да знаеме што е тоа што се случува там. Само пред недела дена со една колешка од едно средно училиште, волонтерски, ентузијастички започнавме со еден проект и вклучивме над 1288 ученици од многу училишта низ Македонија. Прашањата беа поврзани со социјалните мрежи и дефинитивно свативме дека имаме материјал кој што ќе биде многу инспиративен и за филолози, и социолози, и психолози, и најмногу нели комуниколози. И неверојатно е како ја забележавме таа огромна дискрепанца, јас помеѓу она што го гледаме ние возрастите на нашата Facebook платформа како стварност, дискусија, тема, дебата и она што всушност како стварност го живеат младите на Инстаграм. Инстаграм дефинитивно е групата број 1 за македонските средношколци. Да, ти благодарам Тамара. Она што сакав пак да се вратам на Михајло околу едно прашање што колега ми го постави мене што би сакал да го знае, јас толку сакам да го знам. Зашто во јавноста има некогаш сознание, мислења дека медиумската писменост треба да биде ставена во еден час во школа, треба да биде посебно место, не во посебни делови, нели? Како овој проект, пак да се враќаме на младите размислуваат, го води Ирекс, веројатно се тоа посебни искуства, методологии кои што се више практикувани негде и изведена некоја методологија за да се дојде до некоја цел. Зашто? За тие што тоа прашање го имаат, нели, како колегата ми многу други, зашто медиумската писменост да не биде во еден предмет, во посебен предмет, па таму да се води, тука има, би рекол, во повеќе делови, во повеќе курикулуми истовремено и обуки, нели, паралелно со наставници за да се добие еден поширок систем на знаење, веројатно кај сите. Имам многу истражувања зашто треба да е така. И секаде каде ние сме држава во која што многу доцна се вклучуваат ваков тип на содржини во наставните програми, со многу општества дека тоа се вклучува со години, и имате една списка уште од 70-те години вклучуваат содржини кои што во тогаш не ги нарекуваат медиумска писменост, затоа што терминот точно во 80-ти години, меѓутоа ги нарекуваат содржини од медиумите и така натаму. Поентата е дека ова не е екзактна наука, не се изучува од почеток до крај. Ова се само различни вештини, различни принципи на размислување и треба да се
склопуваат во различните предмети. Тоа е тоа кое што анализите покажале дека ваквиот начин дава најдобри резултати. На веќе постоечката наставна програма, ние така и го правиме. Доколку вие имате тема во второ одделение на час можеме да зборуваме и на многу теми кои што се поврзани со медиумската содржина. Знаците сообраќајни се еден вид на медиумски пораки. Разбирате, ние се соочуваме на секаде со медиумски пораки содржини. Затоа тоа се прави преку различни предмети и се вклопува во содржината. Медиумската писменост значи критичко размислување или критички пристап кон информациите. Тоа е медиумската писменост. Ама критички пристап кон информациите е еден дел. Ние треба да развиваме образование кое што ги негува критички пристап кон се. Не само кон медиумските содржини информациите, критички пристап кон се. И скепса кон се. Тоа што и Лука Преска го начна. Не може да вие да одговорите на дезинформација и пропаганда ако верувате на се. Не може, јас тоа со постарите генерации со мајка ми татко на се. Чичковци, виковци и така рака. Одма кога ќе ми се види што пишува. Кој го пишува? Видиме кој го пишува, зошто го напишал, тоа што претходно напишал, мора со скепса кон се. И тоа е основното правило во медиумската писменост и треба да биде основно правило за се, дури во образованието. Скептичност кон се, дури кон историјата, каде што работите се некако carved in stone, така се случило и тоа е тоа. Денешните научници, историчари, големите историчари, пронаоѓаат многу дупки во така наречените митови. Имаше еден случај во Бугарија, митот на Батак, тоа е една битка слична на Косовската битка, да не навлегуваме многу детали. Еден германски научник почна да направи огромно истражување, огромна теза, која што велеше дека не баш така изгледало како што нас ни се презентира и кога беше тоа малце осудено од сите страни и од политичари и од умина, тоа е друга приказна. Сакам да кажам скептичност кон се. Тоа е првиот чекор, а подоцна е критички пристап кон сите работи. И тоа е медиумската писменост. Затоа не е еден предмет, затоа мора да биде инфузирана и инjektirана во сите предмети. Она што, фала ти, Михајло, значи на тема сигурно ќе збориме и многу повеќе и ќе го следиме целиот процес, како ќе се развива и сите сопки што ќе излагаат на патот и ќе разговараме понатаму. Интересира малце, сакам да се враќам на Лука и на Тамара, еден дел кој што медиумската писменост го влекува во себе, нели е освен аналитички критички притиск на пораките, но и одговорност на самиот себе во јавниот простор и она што ја го протезирам како нели порака до сите другите. Сакам Лука да ми кажеш како средношколците и младите со целата таа технологија и сите тие алатки што ги имаат околу себе, како да направиме некои етички механизми, а да не име етички механизми кон нив да бидат поодговорни во своето делување, а истовремено да не се создаде некој колективен отпор дека им земаме нешто од нивната информацијска и комуникацијска моќ кон светот, нели? Знаете, многу е тешко кога еден уред се гледа како екстензија на раката, да се запази всушност дека секоја комуникација на таков еден уред е всушност јавен настап. Затоа јас колку можам, барем порано сега малку забушавам, се обидував кога да имам јавен настап или кога да пишувам нешто на Facebook или на Instagram да потребувам стандарден македонски говор, како една форма на естетика. Меѓутоа секоја информација што човек ќе пласира мора да биде точно и проверена. Не можеме да наметнуваме етика и вредности, туку ќе треба тоа да произлезе од самите личности, да сами да ги сватат тие вредности. Нели тоа е и самиот аспект на пубертетот и на растање како личност. Првен има еден груп, дури комичен отпор кон системот на вредности на родителите, како веќе тече времето, или тие вредности целосно се отфрлаат, или вредностите се прифаќаат на крајот на денот. Сметам дека тука би бил применлив истиот пристап, со тоа што гледаме дека цело време се злоупотребуваат. Се злоупотребуваат дигиталните алатки. Професорката ја спомна јавна соба,
Нели го имавме случајот кога ученик снима професорка и слични некои работи, бидејќи мислам дека дел од тоа е, се заборава моментот дека всушност, иако од својата соба ние сега комуницираме, нели, сепак сме на некој начин на фудбалски стадиони, не гледа цел град, тоа ми е поинта, да се заборава тој момент на срам, а чувството на одговорност треба да биде лично. И ако ми дозволиш да завршам шеговито, веројатно крајната цел ќе ни биде сите ученици да имаат на своите телефони инсталирана апликацијата на BBC и Deutsche Welle. За да и Радио МОВ. Фала ти. Не Тамара, знам дали имате апликација. На Инстаграм гледам дека сте добро следени, меѓутоа чисто како апликации, овие две како проверливи извори, мислам дека онака шеговито, ама во секоја шега има тронка вистина, така што така би завршил. Фала ти за твоите зборови и фала за предлозите во секој случај. Тамара, би завршил со тебе да дадеш еден заокружување твое на се она што го зборевме до сега и твое мислење околу иднината на медиумската Па ништо во смисла дека на сето ова што го во однос на ова што го зборувавме, како и кај учениците корените одат уште длабоко во основното образование, така и кај наставниците корените се уште во сервис службите на таквите профили или професии, а тоа се факултетите каде што се образуваат идните наставници. Соочени сме сериозно со една општествена криза и недостаток на кадар, така што веројатно ќе мора да се поработи и се прават некакви обиди за стимулации во однос на тие групи каде што треба да се обликуваат идните наставници. И она што го каже и Лука, навистина персоналниот нашиот дел влегува во училница во најголем дел. Кога влегувате на час, вие го носите и вашиот карактер, и вашите ставови, и вашите убедувања, независно што и да предавате, и независно што макар и математички равенки да решават. Тоа е многу важно. Така што очекувам во овие обуки наставниците токму тоа да го сватат. Нивниот медиум е алатка да се обратат на светот, ама нив ги читаат и нивните ученици. Тоа значи исто така почитување на одредени етички, па и естетски стандарди при тоа. Толку. Благодарам Тамара, благодарам и на Лука, благодарам и на Михајло. Гледам дека поминале више од 45 минути. Само една секунда. Ајде сега, може? Само на крај, само кратко. Ете, кратко е 45 минути. Се укочи само нешто? Барем ке мене се укочи? Ми се укочивте сите, изгледа, јас сум нешто проблем имам кај мене. Прекрасна дискусија, Свени, беше. Следниот пат да организираш 2 часа, блок часови со голем одмор, па да се изнаприкажат на сите теми. Кај нас пак не пушти, не снимаш. Фала ти уште еднашка за се, само ќе кажам, мислам дека мораме да кажеме и да бидеме малку сериозни, огромно сочувство до сите семејства кои доживеа огромна несреќа денеска. Јас нема да зборувам ништо околу несреќата, само сакам да кажам дека медиумите имаат многу важна задача во ваквите моменти да останат професионални и да ги запазуваат етичките стандарди пропишани во кодексот. На секаде гледам, по онлайн порталите, по социјалните мрежи, наслови и текстови кои што се недолечни, етички срамни, морално срамни за ваква прилика, текстови кои што ги објавуваат слики од луѓето, од децата и така натаму. Доколку не знаете правилно да информирате за вакви прилики, постои етички кодекс на новинарите на Македонија, таму се ставен е предвидено како се информира и во вакви ситуации. И тоа е дел од медиумската писменост, и тоа е дел кој што мора да се со граѓаните и со младите, кои текстови
се етички исправни и професионални, а кои не се и во вакви ситуации. Се согласувам, Михајло. Утрово баш имав една преписка со еден сајт, заради насловот точно, каде што пишува 45 македонски граѓани изгореа во автобус до непрепознавање. Страшни додатоци на нешто што има, брутално е веќе тоа, во однос на семејствата, ова е национална травма. И луѓето треба да разберат дека сега е најдобро да се биде на вистина свести, да се внимава дека нема потреба да се напише денес ништо, освен општа информација. И тоа е тоа. За жал, уште учиме низ процес. Учат ни процеси, веројатно и самите новинари ќе учат низ Имајте убав процесот, ден. и самите новинари треба да се држат, нели, првен до кодексот на новинарите и после тоа и со кодексот на новинарите и да пренесуваат на јавноста тие етички принципи што ние треба првен да ги имаме, па потоа и јавноста да ги пренесеме и самата јавност во секојдневниот живот да ги има. Луѓе, ви благодарам многу за учеството. Ќе ве викнам пак и да се дружиме и формално и неформално и на дискусии, нели, секако, затоа што оваа тема ќе се развива и понатаму и добро е што ја збориме и што се развива. Имајте пријатен ден и ви посакувам се најубаво. Пријатно.